Видовме дека на многу места во Скопје тоа е се палеа бадникарските огнови, но црквата донесе своја одлука да се укине таа прослава од многу причини, а пред се бидејќи се наоѓаме во постниот период, а тогаш, да речам, не е проблемот во кршењето на погачата и осветувањето на водичка, туку проблемот е во после со музика, со прославувања, со ракија, каде што, да речам, доаѓа и до неприлични сцени, што не се својствени за да го празнуваме празникот. Значи, самиот ден и бадник, значи бдење, значи ние сме во исчекување, а не можеме да бидеме во една таква, да речем, атмосфера, каде што, верниците продолжуваат тоа да го прават. Тоа може би од една страна е добро да се видат комшиите, пријателите, бидејќи во ова време каде што секој се затвара во своите проблеми и со своите обврски, може би е добар начин, но треба тоа да се оцрковови, да се христијанизира, бидејќи некои работи навистина сметаат, кои што не доликуваат за христијаните и за сите оние кои што се подготвуваат за пречек на овој голем и радосен празник. Што треба да се направи за верниците повеќе да се едуцираат, да знаат што точно знаат обичаите, а не само слепо да ги практикуваат? Па видете вака, во последно време не радува што голем број на млади, да речам, доаѓаат во црквата и навистина ја практикуваат верата, бидејќи христијанството, односно православието, не е само исповедање дека јас сум христијанин, туку православието и христијанството е жива вера, што треба секој од нас да ја живее и секој од нас лично да ја посведочи, бидејќи секој од нас одговара за своите постапки, а обично ќе чуеме па традиционално или нешто друго, дедом и прадедом или баба ми и сето тоа, но велам секој треба да тоа си го живее, секој одговара за своите постапки и секој треба да го живее животот онака христијански.